Добро ви вечер, почитувани гледачи, добродојавте во Што мисли народот на телевизија Стар, вечер во која за некој час и половина ќе започне еден надпревар од светското првенство во фудбал во 22 часот по македонско време се игра овој вечерашен надпревар вечерва. Меѓутоа ние ќе се преселиме сега во моментот во Бостон, каде што мислам дека ова вечер нема надпревар, ама ќе има утре вечер и таму ќе биде еден човек, еден мој колега новинар кој што си даде задачка да ги посети мундијали, да ги посетува мундијалите, да биде присутен на нив и тоа го исполни и оваа година. Мијалче Дургутов, новинар, штипјанец, кој што по 10 пат се наоѓа на едно светско првенство и со кој што секогаш има за што да се разговара, не само затоа што во моментот е во Бостон, затоа што го следи светското првенство и ги следел, туку затоа и што е познавач на фудбалот воопшто, па и на македонскиот фудбал. И затоа ние ќе говориме и за светското првенство, ама ќе говориме и за она што се случува во македонскиот фудбал. Мијалче, добро вечер. Добре во нашето студио од далечниот Бостон. Кај нас е добро вечер, кај вас добар ден, ако не се лажам. Да, па кај нас уште и добро утро, некаде 10 часот, пред 10 часот. Ирелевантно, еве, добар ден и среќен ден до тебе. Драго ме што сме на линија. Поздрав до гледачите на вашата телевизија и секако до сите мои штипјани. Реков штипјанец кој што кога одлучи 10-то првенство, одамна е тоа, знаеше ли на првото светско првенство кога замина дека си дадели тогаш задача дека од тогаш па натаму ќе гледаш да ги посетиш што е можно повеќе? Па искрено не баш дека сум си дал задача, меѓутоа она што велиме боцката влезе 90-та година и таа зараза почна во Италија 1990 година на тој мој прв мондијал кога сум цел живот со фудбалот, меѓутоа го почувствував тој мирис на мондијалите и можеби е добро што ме прашуваш. Ја имав таа луда среќа на првото светско првенство да го гледам Диего Армандо Марадона во дресот на Аргентина против Италија. И тоа во Неапол, кога Марадона играше за Наполи и го освои скудетото со Наполи, а на истиот стадион играше против Италија во дресот на Аргентина. Ете, еден долго шлагворд на мојот прв мондијал и така некако почна оваа убава приказна која трае до ден денес. Кога спомена 90-та година, тоа се мундијали кои што ги паметиме сите на некој начин по играчи, по организација, по се и се што, по преносите, оние линиите од страна кога одеа за минутите и слично, а дојдовме во 2026-та технологија која што отиде на нанапред и многу изменето светско првенство. Ако направиш споредба, го препознаваш ли духот на FIFA, на мундијал од 90-тите до сега? Па, искрено да, иако има многу да кажем и позитивни критики во однос на форматот со 48 репрезентации, па и во однос на сите овие измени кои ги направи FIFA, кои се однесуваат на самата игра. Знаете за оние 8 секунди за голманот дека не може да држи топката, па брейк паузите кои се доста критикувани, зборувањето го тргна, не можеш да зборуваш со затворени уста и така натаму. И релевантно, најмногу за бројот на учесниците, мислам дека алудираш. Јас сум еден од спортските новинари кој го гледал светското првенство со 24 репрезентации во Италија и во Америка, играа по 24, па 98 година во Франција тој број се покачи на 32, имаше 7 мундијали, ако добро ги бројам во Франција до Катар, мојот предпоследен, ова е нели актуелен, а сега сме 48. Тука може да се зборува и со доза на критика и со доза на некоја резигнација дека сето тоа не е исто. Меѓутоа, со гаранција од лице место или како да го објаснам, го осетив на собствената кожа. Јас и Наташа, која е дел од таа екипа на скок кој известувам овде од Бостон, дека мундијалскиот мирис е многу жив и дека навивачите го сакаат мундијалот, доваѓаат, гледаат, навиваат, живеат со него и мислам дека во таа смисла светските фудбалски првенства не изгубија ништо. Сега малку им е потешко на играчите, тој напор, тие наместо 64 на треба да се играат 104. Тоа не е исто секако. Тука, меѓутоа мислам генерално дека премногу има критики, а дека мундијалот стои цврсто со таа љубов кој го имаат љубителите на фудбалот од целиот свет. Да се тргнеме од фудбалот, во Соединетите Американски држави си надвор од Соединетите Американски држави, во Европа, во светот, се говореше многу за тој проблем со
Иран репрезентацијата заради актуелната политичка ситуација, доаѓањето многу безбедносни протоколи не само за иранската репрезентација, но за неа најмногу. Се чувствували таму тој момент и може ли да се смета дека нанесува некоја сенка на целата организација на светското првенство? Ќе ти кажам из ова, бевме и самите сведоци на таков настан влегувајќи на стадионот Жилет во Фоксборо. Само една реченица пред ова испушти во првиот дел, бидејќи овде ги гледам и во живо надпреварите, ќе зборувам и за тоа, ќе ме прашаш што гледам и што треба да гледаме, но кога се однесува до преносите на телевизија, има неколку канали кои се исклучиво платени канали преку интернет. И сакам да го споделам ова со тебе и со вашите гледачи. Навистина бомбардираат со информации во текот на надпреварот, меѓутоа информациите не ги кажуваат коментаторите. Нешто како кај нас, да речеме, кога сакат да доловат, туку одат со телопи и со бројки напишани доле или во ќошито на екранот, каде што вријат информации за било што, постигнал гол, примен гол, минута, не знам, тој играч колку надпревари играл. Различен вид информации, судијата кој му е надпревар на светски првенства. Сега карикирам. Значи тоа ме фасцинираше и мислам дека тука процесот на информирање и на доловување на информациите на оние кои седат пред тебе екраните навистина многу далеко отиде. Тука коментаторите, барем во Америка, на Fox каналот кој го гледаат милиони американци, се ослободени од таа обврска да го коментираат тоа за фудбалерите, за тренерите. Тоа си оди само по себе, они се концентрирани на играта и на тоа што се случува, тоа го пренесуваат. Тоа е многу интересно и чекор напред еве и за тебе и за мене и за сите наши колеги во Македонија, ако нешто можеме да примениме од тоа. Ќе говориме и за тој момент, бидејќи има многу реакции, ги следиш сигурно во Македонија за тоа што се отвори Арена Македонија и за коментарите на македонски јазик, па имаме одат во крајности работите. Меѓутоа, имаше еден момент и еден коментар, не знам дали си го забележал, дека подредено е многу, тие 3 минути за одмор, за освежување, се подредени на рекламите. Имаше дека еден судија дури им рекол на играчите, почекайте, немојте да излегувате, рекламите не се завршени. Колку е во бизнис претворено се во Соединетите американски држави, за разлика од кај нас? Многу во прашуваш, да не забораваме само за Иран и за безбедноста, да ти кажам. Така не проверува навлегувањето. Памти го прашањето. Значи, ајде вака, тебе лично да те прашам и низ прашање да ти одговорам, бидејќи 20 сме Штипјани. Јас сум дел од таа фудбалски клуб Регалница низ години, од младинската школа преку првиот тим, да не зборам како новинар колку сум пишувал и известувал. Дали мислиш дека некој од фудбалерите на Брегалница или од раководството или од противничкиот тим ќе се побунат, доколку Брегалница кога игра, да речеме, против Кендија Рачинова, има 2 паузи по 3 минути и на тие паузи се рекламираат фирмите од Штип кои ќе донираат во клубот по 5.000 евра, по 10.000 евра и кои тие пари ќе одат во буџетот на клубот и ќе го потпомогнат. Дали некој ќе биде против тоа? Токму тоа, бизнис. Публиката ќе се побуни затоа што 3 минути ќе одат да се напијат нешто, со извинение да се олеснат или да се излуфтираат. Мислам дека нема никој да има против ако тоа имаат ќар клубовите и сојузот. Во конкретниот случај, ФИФА ги ќари парите од тие паузи, меѓутоа ги споделува со федерациите и преку федерациите доаѓаат директно до клубовите кои даваат репрезентативци. Зборувам од најголемите, од Манчестер Сити, од Реал Мадрид. Тие добиваат големи пари, да не зборувам за малите, како наш Вардар, Брегалница или не знам, Тиквеш или Црвена звезда и Партизан. Сите тие ќарат од овој колач, тоа малку публиката не го знае, не го чувствува. Затоа се реакциите, а бенефитот е тој. Сега колку е добро или лошо, сепак е субјективна проценка, не можеш да кажеш дека е добро или лошо, како ја го објаснувам само зошто е тој процес, како ние на Балканот очигледно сме премногу емотивно ги гледаме работите, ние сакаме да биде како на времето Вардар кога играше на градски стадион во Скопје и да се вратиме, да речеме. Многу на промените тешко се навикнуваме, па еве пред да одиме на безбедносните прашања, кога сме веќе кај промените. Коментарите се различни и мислам дека она што го направи ФИФА во врска со тие 8 секунди броење, па со тоа играчите да не задржуваат, се види најмногу ми се чини на мечот на Парагвај кога премногу се обидуваа да задржуваат време. Во таа насока мислам дека повеќе се позитивни коментарите за новите правила, за тие нови правила.
Апсолутно се повеќе позитивни, бидејќи и сами гледате, ауто сега не можеш да го држиш една минута, па друг да дојде да се смени. Ја одзема топката и ја даваат до противникот. Голманот не може да ја пушти, па пак да ја подигне, па да игра. Даваат корнер до противникот. Значи имаше такви 2-3 случаи веќе на светското првенство. Доби црвен картон, сега на кој надпрва беше не можам да се сетам, поти многу ги гледам, затоа што зборуваше со противничкиот играч со покриен уста. Отиде судијата вар систем да гледа, доби директен црвен картон. Значи сето тоа го носи фудбалот напред. Сега сите се чудат зошто има толку многу црвени картони на ова првенство. Во Катар, да речем, имаше вкупно број на црвени картони колку што сега има до овој дел од шампионат. Тоа е за мене позитивно. Значи се заштитува играта, играчите. Може би е проблем само идејата да се оди на 64 клубови, мислам дека тоа е луда работа и дека нема да помине дури ника Инфантино. Ова со 48 е проблематично и дискутабилно. Меѓутоа, ако ги гледаме малите репрезентации, Зеленородските острови, Курасао, Јордан, Узбекистан кои дебютираат, па да не зборам Шкотска, Чешка и Норвешка, тони се враќаат на светско првенство после 28 години. Ако не беа 48 репрезентации, ќе ги немаше и тие. Така да повеќе е позитивно, колку негативно. Безбедноста. И тоа прашање кое што повеќе се гледа како политичко, како нели имаше пред почетокот на мундијалот дека дури може да се замени Иран, да не дојде до таму да отиде работата. Се чувствува ли како се чувствува ова прашање еве во Бостон на мечевите во самиот град околу мундијалската атмосфера? Прво, моje лично субјективно мислење, овие да кажам мерки и протоколи и процедури кои ги спроведуваат безбедносните структури овде во Америка во однос на репрезентацијата на Иран се претерани. Не можам да кажам дека не треба, бидејќи ние зборуваме и читаме и слушаме само за Иран. Голем дел од тие мерки се применуваат и за другите репрезентации. Не е Иран исклучно. Сега Иран малку е ставен на тапет. И сами знаете зошто да не одам толку во длабочина, не е ни време ни место, не го оправдувам тоа, посебно на луѓето на кои не им е дозволено да влезат во Америка. Имаше официјални лица, не од Иран, од Ирак, од репрезентацијата на Ирак ги оставија во Мексико, не им дозволија да влезат во Америка. А од аспект на буквалната безбедност на самите стадиони, еве тимот на скок, јас и Наташа бевме се изложени, може би е претежно збор, ама морам така да го кажам, на детален претрес на надпреварот Мароко и Шкотска. Претходно гледавме Шкотска Хаити, поминавме релативно добро. Не испроверија тоа што исто како на аеродром кога те проверуваат на рентген, детално, некогаш те тргаат на страна те проверуваат и физички. Мислам ништо страшно, нормално. Ако имаш вода, ти ја фрлаат од ранец и некои други работи кои не се прикладни за внесување внатре во стадионот и во тој медија центар, таа working area каде што работиме, нормално ти ги отстрануваат. Не ти ги запленуваат, ги тргаат на страна, па ти ги враќаат на излегување, ако нешто не смееш да внесеш. А последниот пат не тргнаа на страна и не само нас, уште 3-4 новинари, по случајен изброли, не знам тоа како го прават, скоро сите речиси, и ги пуштија кучињата да не ги душкаат ранците. Тоа траеше едно 3-4 минути, специјални кучиња, ги пуштија и сега кучињава се вртат околу ранците, и малку беше така интересна ситуација, се задржуваат кучињата. Сега на одреден ранец се задржуваат и тој ранец они го селектираат, па оди на дополнителна проверка. Сега тука си коментиравме ние дали е нешто, ајде да не речеме од овие прашкасти материи, дали е нешто експлозивни направи. Не можам, тоа не можам да кажам што бара, нели, илузорно е да сум ја тој кој можам тоа, ама меѓутоа имаше навистина детален претрес. Застанавме кога ја поминавме таа контрола, гледам дека и на другите истото им го направи. Значи нема привилегирани и непривилегирани. Најверојатно на тој надпревар Шкотска Мароко имало некоја понашки кажано, дојава зголемена мерка на безбедност, подигнати нивото малку повисоко или како да го објаснам. Но не треба воопшто да се чудиме, ми се чини на мерки за безбедност, реално. Ама функционира и добро е што е така, пак ќе повторам ова што му го прават на Ирак, мислам дека е претерано, но
Тоа го одлучуваат безбедносните структури на Америка кои се поставени на највисоко ниво. И таа работа нема никаде во јавноста некој да ја напише зошто е така, како е така или некој не да може да побара да постави прашање на таа тема, сигурно нема да добие. А не може ниту ФИФА да се спротистави едноставно затоа што ќе се доведе во прашање цело првенство, така да. Малку е клекната на колена кога го прашање организаторот, посебно Америка, тоа се види уште на ланското клубско првенство. Меѓутоа, јас делумно и у поголем дел ја оправдувам и таа политика, бидејќи ќарот е кај ФИФА, ќарот пак ќе повторам се дистрибуира од касата на ФИФА во националните федерации. Тоа не може да си замислиш Македонија ако се пласираше на светско првенство, ќе имаше 20 милиона долари у касата. Може да си замислиш 20 милиона долари што се за македонскиот фудбал. Значи не зборуваме ние за фудбалска федерација на Македонија. Господинот Масаро Мерагич и членовите на правниот одбор нема да ги земат тие пари. Нема не да ги поделат сега како што ги делеа во претходното раководство. Тие ќе останат за фудбал, за развој на фудбала. Македонија не се пласираш. Тука е клучот, проблемот и прашалникот зашто ФИФА ги дозволува тие брейкинг паузи, зашто одат реклами кои се многу добро платени и тие пари одат кај сојузите и федерациите и клубовите, не остануваат у ФИФА. Не знам дали ме разбираш. Така јасно, па ние нашите клубови се борат да излезат барем едно коло да одиграат во Европа и тоа им значи многу за буџетот за наредната година, да не говориме за вакви ситуации. Ќе играат сега Брегалница, ќе игра во прва лига, ќе дојде Вардар во Штип. Нека направат брейк пауза бидејќи е топло, претпоставувам ќе играат прво коло. Играат прво коло меѓутоа у Скопје. Во Скопје играат, да. Нека направат брейкинг пауза 2 пати по 3 минути и Вардар нека донесе спонзори кои ќе му донесе 100.000 евра во касата. Кој ќе се буни? Публиката, фудбалерите, газите на клубовите, кој ќе се буни? Секоја новина има одредена цел. Спомена Шкотска, Мароко и Шкотска, кој надпревар досега ги гледа? Шкотска, Хаити го гледавме, Норвешка со Ирак и Шкотска со Мароко. 3 надпревари досега гледавме во Бостон во живо со уредни акредитации и доделени медија тикети на двајцата од тимот на Скок, односно на Доргутов YouTube канал, ги продуцираме и таму сите овие емисии. И оно што можам да се пофалам, ајде, обично ти ме знаеш, не сум човек кој зборувам сам за себе. Камерата на Скок под раката на Наташа го сними најбрзиот гол на ова светско првенство. Мароко, 60 секунда, така не. 71 секунда, прочитав 81, дали сме ние грешка или други. Тоа беше Мароко голот со кој што победи со Шкотска. Да, 1:0 го уловивме во живо, го продуциравме. И тоа е новитет. ФИФА малку е либерална кога се опрашање објавување на снимки и фотографии од стадионите и нема некој големи ембарга. И тоа е добро, тоа е исто популаризација на фудбалот низ целиот свет. Следно што ќе гледате утре вечер ми се чини Англија-Гана, така? Да. Тоа е еден голем натпревар, Англија-Гана. Имавме среќа вчера на улиците на Бостон, сретнавме еден официјален представник од Фудбалската федерација на Гана. Направивме интервју со него, го има на Доргутов YouTube каналот, меѓутоа скоро е објавено сега пред 3-4 сата објавено заради временската разлика, кој тврде дека Гана ќе игра во финалето со Америка и дека Гана ќе го освои мондијал. Мислам луда изјава ја пренесовме. На преварот Англија Гана ќе биде многу исклучително интересен. Гана е многу силна. Погледнете ги само фудбалерите во кои се клубови играат и радосен сум што имаме одобрено и ќе го гледаме во живо тој натпревар. И имаме уште еден натпревар 5, значи Франција, Норвешка исто во Бостон имаме медија тикет, ќе го проследиме тој во живо. Дали имаш план за следење на нокаут фазата евентуално или? Да, тимот на Скок останува и е присутен од почетокот на светското првенство до финалето во Њу Џерси. Ти добро знаеш дека јас ова не го оставам случајност и овој план на организација оди година-две однапред. Веќе сме таму, имаме резервирано база во Њу Џерси каде што ќе видиме последните 7 дена. Така да ќе во Бостон има уште еден надпревар уште два надпревар од нокаут фазата има. Еден во 32 финалето, како го викаат, она додатна нокаут фаза која е прва пред 16 на финалето и еден надпревар во четвртфиналето. Се надевам дека ФИФА врз база на мојот рейтинг и минат труд ќе одобри уште 2 медија тикет, дека ќе ги гледаме. Планираме малку и да мрднеме до Њу Џерси, реков.
Сакавме да одиме во Лос Анџелес да го гледаме натпреварот Америка Турција. Бевме со претпоставка дека тој натпревар ќе го решава распоредот во групите, дека ќе биде многу интересен за нас како фудбалски гледано поблиску до Турција и Америка, меѓутоа го одложивме патувањето бидејќи Турција веќе ги спакува куферите за враќање дома. Америка се пласираше така да малку не е само да се шеташ и да гледаш, треба да има и резултатска неизвестност за да биде поинтересно. Едно светско првенство, односно било кој надпревар за мене спортски, многу за организаторите од аспект на новинарите, многу значи колку е организиран од аспект на новинарите, нивниот пристап, можностите да дојдат на надпревар, да известуваат, да бидат известени за сите поединости за надпреварот. Како на тоа ниво се организирани надпреварите во Бостон? Тоа е лудило, Тони, да ти кажам, значи лудило во позитивна смисла. Едноставно за да го покриеш овој мундијал онака како што треба, како што личи, мислам целосно. Ја не сум лажно скромен, тоа тешко кој може да го направи. Имаше мал милион информации. Имаме регистрација на медија FIFA Hub канал се вика, каде што дадат информациите минута за минута. Значи за сите 48 репрезентации ги имаш минута во минута повредите, картоните, тренинг сесијата, се што те интересира. Мислам, толку многу не бомбардираат. Едноставно е неверојатно. Еве, ја искрено не можам да се сконцентрирам на Босна и Херцеговина и Хрватска. Бидејќи временската разлика се го прави своето. Не само временска разлика Мексико, Канада и Америка спрема Македонија, меѓутоа и внатрешната разлика меѓу Бостон и Лос Анџелес има 3 часа разлика. Сега замислите се во една меѓу Америка и Мексико има 2 часа разлика. 3. Канада, Ванкувер и Торонто исто, така да може секој да зборува што сака, ама ово светско првенство е исклучително тешко да се покрие без некој тим, да речеме, да имаш десетина луѓе. Овие англичаните, шпанците, тие французите го работат по 100 луѓе може имаат новинари. По 1000 луѓе, кој знае колку, не сум прашал точно. Тоа се тимови на новинари кои имаат изворени услови. Значи имаме специјален медија шатл бас кој не зема од центарот на Бостон и не носи на 100 метри до влезот за новинарите. Тоа е исто една добра привилегија. Да се префрлиме на публиката. Прочитав денеска или вчера еден коментар, не знам на кој медиум беше, дека со првенството 2026 вели дека стана фудбалот привилегија на богатите, бидејќи многу биле високи цените на билетите, ама дека се виновни и самите навивачи кои што пак плаќаат, бидејќи имало на ова првенство, ако не се лажам, нема однапред определени цени, туку понуда побарувачка, колку повеќе се вара, толку поскапо е. Тоа не е точно, не, цените беа таков коментар имаш. Не, ова официјално го потврдувам бидејќи сме влезни длабоко во оваа работа. Делумно се согласувам дека првенството е повеќе за богатите и за тие што имаат повеќе пари. Тоа држи бидејќи и нормалните цени кои одеа во прва фаза на продажба и кои одеа директно од продажба на FIFA беа доста скапи. Да речеме, ние сме тука со нашиот син Петар и направивме напор околу таа работа и купивме на карта. Цената беше $118 директна продажба од FIFA. И тоа некој ќе рече сега дека е многу, меѓутоа е повеќе реално отколку што е многу. Проблемот од $180 до $550 беше највисоката карта во зависност од категориите. Меѓутоа зборувам за директна продажба од FIFA на консументите. Сега ова речиси никој не го знае и не го експлоатира, ја не знам зошто. Во Америка е легално дозволена препродажбата на карти. Ја не можам тоа да си го објаснам и не ми допира до паметот како американците го смислили тоа функционира. Значи ти купуваш 1000 карти од 10 утакмици, не можеш од една. Од 10 утакмици има ограничување, да речеме по 20 карти можеш да купиш легално и после уште полегално ги препродаваш. И тоа цената не е лимитирана. Можеш картата од $118 да ја продадеш за $1800, ако некој сака да ја купи. Ама сите трансакции одат преку сметки. Нема ништо на, како да го кажам. И најверојатно мештаните, зборувам за наши македонци кои се во Америка,
ме убедуваат, информираат и брифираат дека ова е поврзано со таксите, со давачките кои ги ќари државата, и државата има ќар од тие препродажби. Значи два пати наплаќа. Тој прв што купува наплаќа такса, која препродаваш повторно ти наплаќа. Бидејќи транзакцијата мораш да ја направиш пак преку сметка, не можеш еве ти карта, дај ми пари. Не знам дали ме разбираш, вака пластично јасно. Сега Пази, една карта која била $118 се продава по $1,200. И се продаваат, одат. За такви суми се зборува и затоа велат дека е прескапо, да. Сега, уште малку ќе се задржам, ама од аспект на фудбалот што се прикажува односно на фудбалерите кои што играат. Заради тоа што нели се пооптоварени се самите фудбалери, има две различни гледања. Вчера имаше коментар дека звездите на Реал Мадрид, во Реал Мадрид не одиграа ништо минатата сезона, а тука се играат и растураат, што се вели. Има други пак коментари дека дел од звездите се чуваат на светските првенства и не прикажуваат доволно. Каде е тука балансот, каде е вистината, бидејќи нели настап на светско првенство сепак е нешто што е уште како важно. Гледаш ли некое калкулирање кај дел од фудбалските звезди на настап на светско првенство? Па искрено тоа што го видов и на лице место и на ТВ екраните, а ги гледам после овие големите надпревари, има доза, имам чувство такво дека се чуваат не во смисла конкретно за тој надпревар дека се чуваат, меѓутоа се чуваат бидејќи знаат дека шампионатот е многу долг. Посебно зборувам за Англија, за Франција, за Шпанија, каде што веројатноста да стигне, да речеме, меѓу 4 најдобри во полуфиналето е доста голем. И сега, ако имаш во предвид дека се играат 7-8 надпревари, сега е покачен таа квота за еден надпревар за разлика од Катар, че за да станеш светски првак мораш да одиграш 8 надпревари. Така. И убаво го спомнате, токму за овие клубови за кои апострофираш, се чувствува тоа. Се чувствува не дека не даваат, не играат се или лошо играат, меѓутоа калкулираат. Да речеме, Шпанија беше сигурна дека ќе помине таму со Капе Верде, како беше кој изигра 0-0, тоа ми се враќа. На вториот надпревар Дел Фуенте имаше изјава на Медиа Хаб канал дека ги видел грешкиви, дека ќе направи измени во составот. Сега не можам точно да следам дали стварно направи радикални измени, меѓутоа во играта имаше радикална измена, трчаја како луди кучиња првите 30 минути. И тоа не е исто. Тоа не е исто. Ова е твое второ светско првенство во Соединетите Американски држави, така? Да, 94-та година исто бев присутен на тоа светско првенство. Тогаш ми се чини не се говореше толку за тоа колку нели американците го сакаат фудбалот ваков како овој европскиот или јужноамериканскиот. Американците нели сакаат повеќе рагби и оној нивните спортови повеќе. Колку сега се забележува, ајде да не речеме еуфорија, меѓутоа интерес за самите надпревари од светското првенство, посебно од аспект нели се говори дека се скапи билетите, ама стадионите се полни ако не се лажам. Прво, да ти одговорам на последниот дел од твоето прашање, значи, може секој да калкулира и да кажува како сака, вклучувајќи ни нас новинарите и публиката, дека стадионите не се до крај полни, дека има празни столчиња, може би има, но билетите на ФИФА се продадени. Значи, тоа треба да се разграничи. На надпреварот Норвешка со Ирак, на официјалниот семафор на стадионот Жилет во Фоксборо се објави бројката 63.164 гледачи на стадионот, бидејќи се регистрираат картите кога влегуваат, нели со баркод и се брои тоа. Меѓутоа сите 65.000 карти се продадени. Некаде околу 2.000 карти и нешто не успеале препродавачите да ги продадат. ФИФА излезе официјално дека картите од првата фаза се продадени на сите стадиони. Сега на некој стадион кај играат Сенегал, Алжир, не знам, може би тамо не се продадени официјално од ФИФА, не можам со 100% гаранција да тврдам, но рекордот по бројот на гледаност се уште стои од 1994 година. Замисли се од 94 до сега колку светски првенства се одиграни, просечната гледаност по надпревар не е соборена од тоа светско првенство. Тоа покажува прво за капацитетот на стадионите, второ дека американците прво сакаат забава. Не знам тоа како да го објаснам. Не го сакаат толку фудбалот,
како фудбал, како спорт, а и бевме на бейсбол. Гледавме бейсбол на Red Sox и Texas Rangers. Тоа беше спектакл, официјален надпор, ќе ти кажам нешто и за тоа ако има време, ако ме прашаш. За да споредиме колку помалку го сакаат фудбал во однос на NBA лигата или на бейсболот или на нивното рагби. Но очигледно е дека фудбалот има чекор повисоко, кога е во прашање и гледаноста и популарноста и парите кои се вратат во него. Има публика. Американците сакаат шоу. Тие сакаат шоу. Да ти објаснам само една ситуација. Одиме на бейсбол, официјален бейсбол натпревар, $55 беа картите, еве за споредба за светско првенство. Играат Red Sox од Бостон, клуб кој е формиран 1912 година. Може да си замислиш која е таа традиција. Тоа нема врска со фудбалот и дури ни со кошарката. Бейсболот е број 1 по традицијата. И стадионот имаше 37.000 гледачи. Пред стадионот полицајците во полицајски униформи играа рагби, бейсбол и фудбал со публиката, со шкотите. Значи колку е таа забава проширена, како да кажам. Они гледаат забава во тоа. Јадат, пијат, пиво, пица, гледаат бейсбол, пеат. Имаше околу 10.000 шкоти на самиот стадион, беше лудница. Мислам толку ова не можам да го опишам, значи мораш да си таму за да еве им препорачувам сега да не испадне дека се рекламираме, нека го отворат Дургутов YouTube канал да го видат извештајот од бейсболна превод. Не од фудбал го гледаат на телевизија. Значи нема споредба. Во Америка фудбалот се сака, доваѓаат, плаќаат луѓето, има обрат, меѓутоа многу тешко ќе дое спорт број 1 кога упрашање бейсболот, рагбито или кошарка. Тоа не може никој да му убеди. Во секој случај интересно да се биде таму сигурно, ама ние би сакали да се вратиме пред да се вратам да те вратам во Македонија, не физички. Имаш ли своја прогноза, бидејќи од ова што досега е покажано, имаше репрезентации кои што калкулираа со послабите, како Шпанија што калкулираше. Што очекуваш, кој ќе отиде најдалеку, да речеме, од овие репрезентации кои што се на светското? Овака сега, значи, јас пред тренувањето за Америка, а од колегите од Слободен печат, од нивниот подкаст, кои доста ме протежираа, така ценат и почитуваат и каде сум гостувал веќе 3-4 пати, повторно ме покани и гостував кај нив на едно отворено студио, значи пред да почне првенството. И ја го кажав тоа таму, сега ќе го повторам и кај тебе, дека со односот на освоените титули меѓу Јужна Америка и Европа е 12-10 за Европа. Јас лично очекувам и тогаш пред да почне и сега дека на ова светско првенство разликата е многу смалена во однос на квалитетот на репрезентацијата од тој условно кажам трет фудбалски свет, зборувам за Африка и за Азија и за Северна и Средна Америка, во однос на Јужна Америка и Европа, и предвидував дека Јужна Кореја и Мароко ќе стигнат до полуфиналите. Сега малку некои луѓе ми се дури насмеа, ја не сум суетен нити забележувам на тоа. Меѓутоа и сега во вашата емисија, еве за гледачите на телевизија Стар и за тебе, го споделувам моето размислување дека на овој мондијал барем меѓу 8-те репрезентации ќе има најмалку 3, да не речем и 4 репрезентации од тој условно независен фудбалски свет, надвор од Јужна Америка и Европа. Мислам дека Мароко и Јужна Кореја сигурно ќе бидат дел од тоа, многу добри играат, многу добри состави внатре има. Па и Јапонија покажа одреден квалитет на некој начин. Се согласувам и тоа, меѓутоа мислам дека Јужна Кореја игра малку по-зезнато, како да кажам. Не можеш да ги парираш, да ги чуваш. Јапонците играат малку по-конвенционално, класично и еден добар стратег, европски селектор може да им го фати крајот. Знаеш, ќе ги намести, ќе ги постави и ќе ги сопре на некој начин. Ама јужнокорејанците се неверојатни. Не можеш да ги контролираш на терен. Или пази Мароко против Шкотска, знаеш како играше тој? Верувам ми, значи сум гледал милион. Како Бразил во најдобрите времиња. Значи Мароко ја чуваше топката. Тоа не знам како го гледаат гледачите кај нас и другите. Значи 1-0 води втора минута, го чуваш резултатот 1-0 до крај, ама не го чуваш со паркиран автобус пред 16-сетникот. Значи Мароко има 4 играчи кои се врвни играчи. Играат за Реал Мадрид Брахам Диас, Хаким игра за Парис Сен-Жермен, број 6 Боуми. Не можам точно да се сетам, за Лил игра.
Значи, онја, број 6 ја држеше буквално играта на целиот терен. И игра со кратки додавања, шкотите губат 1:0, не може топката да им ја земе. Мислам, тоа е играње, тоа не е За тоа. разлика од Парагвај кој што играше антифудбал со Турција да го задржи резултатот, реално. Ама, види, значи имаме репрезентации кои играат исто така декадентно, меѓутоа имаат резултат. Имаат резултат. Сега декадентно е тежок збор, ама ете за подобро да се разбереме. Значи не прикажуваат игра, ама имаат резултат. Така. Тоа го прави мундијалот интересен од ова сега што ме праша дека има неверојатни помрнувања, значи тектонски помрнувања има во квалитетот на фудбал. Па не се африканските репрезентации топовско месо, едноставно како што биле на времето. Тоа е разликата и добро е што е така, веројатно. Само извину што, а Нов Зеланд, гледав, синоќ изгуби 3:1 од Египет. Водеше 1:0. Така. 2-2 изигра првата. Значи Нов Зеланд и игра фудбал. И релевантно резултатот што ќе го постигне. Нов Зеланд пред 10 години беше брегалница Штипке, дојќи избеде нерешено, сега за да ме разбереш. Така. Да се вратиме ние малку дома, што ни се случува во домашниот фудбал, за брегалница на крај ќе те прашам, меѓутоа реорганизација во македонскиот фудбал, Вардар после подолго време шампион. Како го гледаш македонскиот фудбал во моментот и како е да отидеш во Бостон да гледаш и на 10 мундијали да одиш да гледаш фудбал и атмосфера како неверојатна и да отидеш на градски кај што ќе имаш 15-20 гледачи, да нема публика, каде сме со фудбалот ние? Тони, ова прашање ти е топ прашање и ја сакам да го споделам и со вашата публика, вашата телевизија, ама малку да го шеруваме и низ цела Македонија. Мислам дека македонскиот фудбал е ставен под стаклено звон. Ние играме фудбал во Македонија и некако се надпреваруваме самите меѓу себе. Значи Брегалница е подобро од Шкендија Рачиново или не знам од Брера Струмица, а Вардар е најдобар, ама е најдобар од Шкендија Тетово, од Силекс и од Струга. Значи фудбалот не е игра која се игра од Скопје до Гевгелија или не знам од Струга до Кратово. Фудбалот се игра низ целиот свет. И во таа насока мислам, сега зборувам за квалитетот на фудбалот и за организацијата. Ние имаме катастрофална организација. И по клубовите, да не речеме сојузот ни е горе-доле добро организиран, меѓутоа има многу фалинки има, за да стигнеме до еден сојуз како што е Гана, Мароко, зборувам за национални сојузи, да не зборувам за Англија и Франција, тие се веќе свемири. Јас зборувам за национални сојузи кои го градат фудбалот и кои чекорат напред. Такви се Гана, Мароко, брегот на Слоновата коска. Погледнете само колку фудбалери од брегот на Слоновата коска играат во Европа во врвни клубови. Тоа не доаѓа случајно, тоа е работа на сојузот, на клубовите, на луѓето кои се таму. Ние во жал за Македонија сме многу назад. Многу назад сме, мислам, јас сум тотално разочаран. Ова прв пат сега пред тебе ќе го кажам. Ја едноставно доживеав депресија овде во Америка, во Бостон, кога сега слушнам дека су апсени 20 председатели и 12 души од сојузот. Ма тоа бе, Тони, самата вест по себе те утепува. Луѓето плаќаат чланарини, купуваат опрема, се акаат по надпревари со сопствени коли. Не знам, гинат децата да им играат фудбал, ваму некој си игра со парите, а тие се пари од ФИФА и од УЕФА, тие пари не ги направиле они менеджерски. Доколку е така сега, да се воздржам, да не трчам како пуле пред магара, нека се докаже тоа. Меѓутоа тоа е депресивно. Наместо Македонија да игра сега на светско првенство, ние да видиме дел од тоа. Елмаз, Барди, имаме еден прекрасен голман Столе Димитриевски, една икона, може би меѓу 20 голмани најдобри на целиот свет во овој момент. Ние не го гледаме тоа. Ние се занимаваме дали Башкими ја наместил со Кожук, а Апла е наместен. Што треба да размислувам? Се тоа ми текнува. Така. Меѓутоа, само да те потсетам една работа. Освен апсењето на двајца бивши председатели на Фудбалската федерација, не знам дали си видел, да не ти поминала така таа вест, во Валандово, Општински фудбалски сојуз, функционери фиктивни надпревари, дека имало општинска лига и слично за да земаат пари, да даваат и да пронаверуваат. И тоа се случи. Сега ќе ти кажеме една мала тајна и не се срамам да ја споделам. Значи, овој случај со Општински сојуз Валандово, јас го знаев пред да се биде отворен, бидејќи имам пријатели низ цела Македонија и ми сигнализира од Валандово дека тоа се случува. Јас добронамерно го пренесов
на структурите во ФФМ да обрнат внимание, без да преюдицирам што може да биде. Знаеш, кога ќе влезе некој без да има во јавност информации е една работа, кога ќе има во јавност информации се затвараат документите и случаите е друга работа. И таму апла има фингирање на надпревари. Мислам, нонсенс. Да се фалсификуваат записници, а надпреварите да не се одиграат. А тоа е најголем срам што може да биде. Не навлегувам во санкциите, јас зборувам за етиката. Каде ни е етиката? Ти самиот знаеш, јас сум играл за Кежовица и во општинска лига и во источен регион. Како може да се помисли да се намисли надпревар дека одигра, а да не се одигра? Не игравме во 10 часот доле на стадионот на Кежовица, имаше по 500 луѓе публика. Сега 500 луѓе публика нема на Вардар Шкендија. И што да зборуваме за македонскиот фудбал? И после председателот Масаро Мерагич е виновен. Не е виновен он. Виновен е тие што се 20 години наназад у фудбал. Меѓу кои има и представник од Штип, сега не сакам со имиња да оперирам, има представници од Прилеп, од Кратово, од Велес, од Скопје, еден куп, кои се по 20, по 30 години во македонскиот фудбал. А што направиле? Не знам, нека кажат другите што направиле. Гледаш ли во она што Масаро Мерагиш го најави Фудбалската федерација, говорам за системот намалување на првата лига, ВАР технологија воведена, обиди да се создадат услови првата лига да биде на некое повисоко ниво. Малку се гледа и на втора лига, на третите лиги речи се ич не се гледа, дали се нема време, дали тука е бизнисот во првата лига. Гледаш ли некоја стратегија која што има некоја цел во иднина да отиде напред македонскиот фудбал и уште повеќе гледаш ли во клубовите и во спонзорите капацитет да го следат тоа што федерацијата сака да го наметне заедно со УЕФА? Прво да ти одговорам дегресивно на прашањето, мислам дека Фудбалска федерација на Македонија направи класичен превид и испушти една голема шанса да ја однесе Македонија на светско првенство. Зборувам за ова и не можам да се помирам никогаш со ова, бидејќи не се стави фокусот на квалификациите за светско првенство, каде што имавме една ранлива Белгија, една Белгија парфал репрезентација во тој момент. И ние уште живееме дека Белгија била некој нешто. Еден Велс паднат на колена во Скопје да го дотлучиш со 2:0 да му земеш 3 бода, ние го испуштивме тоа. Нас не избега од рацете, вака ни побегна на голема шанса да дојдеме на светското првенство и врз база на тој пласман, со тој буџет што ќе го имавме, раководството начело со председателот Масаро Мерагич да тргне уште пофронтално во овие промени. Оти кога имаш капитал 20 милиона долари, тебе не ти треба спонзор на лигата да го мориш Телеком или не знам некоја компанија да ти даде Вардар го спонзорира со 1 милион долари, евра. Тоа е смешно, Тони. Кога ќе стигнем до Брегалница ќе ти кажам. Кои се тие пари за да направиш нешто у фудбал? Со 1 милион евра Вардар ќе направи успех у фудбал. Вардар имал 1 милион евра пред 30 години. Пред 30 години имал 1 милион евра. Ја тврдам пред камерите тврдам. Не е битно како доаѓале. Некој ќе рече, беше комунизам, ги дава фирмите. Имале пари. Ајде гледаме. Важно го имал тој буџет. 100.000 евра кои некој сака да ги даде за Брегалница. Брегалница ги имала 64-та година, условно кажано со дефлацијата 600.000 евра во Штип кога влегла во Втора сојузна лига на Југославија. Без пари ли се влегува во таа лига и се игра? Како ќе играш низ Југославија да патуваш да се организираш да ги плаќаш фудбалерите? Не играле без пари и тогаш? Ми кажувале, следиш сигурно. Верувам дека следиш како штипјанец. Да. Од светскиот фудбал. Извини, вака тоа да се завршам мислата. А на пат сме нешто да промениме, ама не сум убеден дека тоа ќе оди така брзо. Па добро, ние веројатно не можеме уште да промениме, не можеме терени да направиме добри и да ги одржуваме за жал, и тоа е дел од таа наша реалност. Но да те вратам како штипјанец, сигурно следиш посебно со внимание што се случува со Брегалница. Влезе во прва лига и тоа во минатото влегување во прва лига било празник во Штип и се славело. Овој пат, прослави фалангата, меѓутоа од тогаш наваму работите стојат, нема се зборува, од Германија инвеститор ќе дојде, нема да дојде. Вчера на седница на Совет на општина Штип беше донесена одлука за продажба на акциите на берза, но ништо конкретно, а сега сме 22 јуни, на 26 започнува првенството. Како гледаш на состојбите на работите во Брегалница? Гледаш ли надеж за навистина влезна
спонзор кој што ќе ја одржува во прва лига? И искрено сега малку ќе бидам воздржан бидејќи немам изворни информации, ово ти што ми го кажуваш не ми е доволно за да го давам конечниот суд. Но она што можам со сигурност да го кажам дека Брегалница не е на прав пат да стане вистински и цврст праволигаш. Мислам, го тврдам тоа низ многу параметри и аргументи, не можам сите да ги кажам бидејќи ако дозволува можноста би дошол кај вас во телевизија па да направиме отворена програма за тоа да зборуваме со другите четворица 3-4 сата за да доловиме зошто Брегалница е на погрешен пат. Не е успех од влегувањето во прва лига успех сам по себе. Тоа е сплетина на многу други околности и моја лично субјективно гледање е дека една фигура, една личност, едно име и презиме кој се вика Владко Костов го стави својот грб и има голем придонес во таа работа која не е добро. Не е добро он да е најзаслужен. Не знам како да го објаснам тоа. Значи треба да има претседател, управен одбор, спонзор, треба да има собрание на клуб, треба да има не знам директор силен и сите тие да се заслужени за тој успех. Се карикирам за да ме разбереш. Така да Брегалница дај Боже да тргне на добро и да опстане во првата лига. Не сум оптимист, Тони, не знам зошто. Да дојдеш во Штип, еве јас сум дошол 2-3 пати во оваа прволигашка конкуренција, значи коментирав Беласица Брегалница, 90 минути стоев, коментирајќи заедно со Зоран Ванев таму за нивната телевизија, не е битно што е како е. Значи нема, сега да не речам, едно столче, еден сок, некој да ти понуди, да ти рече кај сте, што треба, како треба. Не ги критикувам, нема да бидам, нити имам нешто против луѓето. Значи немаат сенс за таа работа. Луѓето од Арачиново влегува се шетаа по теренот Штип. Знаеш кога ќе се случило тоа? 70-тите години кога Брегалница играше во втора лига или да речеме почетокот на 90-тите години кога се растори Југославија играве во Македонија. А не можеше пиле да слезе на стадионот. Кој ќе слезе ако има обезбедување редари? Кој може да влезе у стадионот? Таму треба да има. И сега криви се луѓето што се симнале на стадионот. Не се бе тие виновни се тие што ги пуштиле. Фудбалот стана многу повеќе од она што само се игра на теренот. Многу работи се во прашање, но за жал јас согласам со тебе дека не гледам нешто дека скоро ќе биде многу подобро во македонскиот фудбал, а за Брегалница еве овие денови очекуваме кој ќе се вратиш од Соединетите Американски држави, ќе те чекам во Штип, па може да организираме разговор со некој од луѓето кои што се заинтересирани да разговарат и да разменат мислења. Сега те оставам во добро расположение, се надевам да уживаш во Бостон и утре вечер да уживаш во надпреварот Англија, Гана. Кога се враќаш во Македонија, се гледаме во студио со споделување на впечатоци, секогаш сме тука да говориме за спортот. И благодарам многу што издвои време. Јас на крај само да ве поздравам и тебе лично и гледачите на телевизијата и малку е на дигресија, не сакам, морам ова да го кажам Тони, не сакам публиката да ме свати дека сум антиштипјанец или дека нешто одам контра Брегалница од ова што го кажам. Во ништо подобра ситуација не е ни Вардар, сега не е ни место да ги отварам картите. Вардар е во уште полоша ситуација од Брегалница. Веруете ми, ако имам прилика кој ќе дам кај вас ќе го објаснам и тоа. Да не зборам другите условно поголеми клубови дека не се во ништо подобра ситуација. Ова го кажам за Брегалница бидејќи фокусот на публиката е тука. Во иста ситуација се 90% другите клубови. За Арсими од Чеграни и за Шкенди од Арачиново, ако ви кажам како функционираат, ќе паднеш од столчето, а играат во прва македонска лига. Мислам, тоа не личи на ништо. Како институции изборувам како се организирани. Надвор од успехот што го постигнува, тоа се две различни работи. Ти можеш да бидеш прв, да влезеш во прва лига или да испаднеш. Немаш клуб, немаш структура, немаш организација, не знам како да го објаснам тоа. Не е тоа. За да имаш такво нешто, мораш да имаш традиција и да имаш столбови постојано. И тие столбови да стојат години, а не столбовите да се менуваат од година во година. И на тие столбови да се надградува нешто. Вардар го испушти тоа. Ние зборуваме за Брегалница и за Пилевска победа кој ќе игра во трета лига. Мислам, малку утопија, ама тоа е. Тоа ти уште еднаш малку можеби се раздолжи, можеби малку и со доза на емоции. Неизбежни се емоциите кога човек кој што играл фудбал, кој што го сака фудбалот, тоа е неизбежно во секој случај. Посебно пак кога е во прашање Брегалница, да се надеваме на подобри времиња ама мислам дека одговорот го кажа и суштината во еден збор. Немаш клуб.
Значи, може да имаш ти некој да игра во прва лига, ама дали имаш клуб е прашање. Тоа е проблемот. Клубот е многу повеќе од само играчите, само многу повеќе треба. Ти благодарам уште еднаш, Мелче, се гледаме на враќањето убави денови таму во Соединетите Американски држави, ужива и во својот 10-ти мундијал и се гледаме во Македонија. Поздрав до сите Штепи. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Мјалче Дургутов се извинувам, кој што е во Бостон на својот 10-ти мундијал. Проговоривме за многу интересни прашања и за мундијалот, но и за фудбалот во Македонија, за кој што треба да се говори, бидејќи во светот веќе го сваќаат како бизнис многу повеќе од само фудбал. Ние уште го сваќаме веројатно на многу погрешни начини, затоа сме таму кај што сме. Останете во добро расположение. Ново издание на Што мисли народот во среда.